продолжуваме музички, навистина енергични, млади луѓе ни се денеска во студио. Неодамна се вратија од турнеја од Хрватска и имаат многу што да ни кажат и за нивната нова песна Ураган. Тука ни се во студиото за Наду. Добре ни дојдовте, односно Карло Јовановски и Иван Богдановски. Добро е, Добро утро. Фала ви за поканата. Да, ние стигнавме од Хрватска пред некое време и директно следавме тука. Какво искуство носите од Хрватска, што е нешто прво сакате да ни го раскажете? Или ви треба уште време да се дорасоните? Не треба минимум уште 2-3 сати спиење, дека вака едва и функционираме, но Хрватска беше супер, спиравме у Загреб на еден фестивал. Шпицфет се викаше. Покрај едно прекрасно езеро, беше многу романтично, беше многу супер беше приемот од публиката. После отидовме за Риека. Риека беше уште по дека имаат море. И се избањавме директно од избањата, отидовме солени на тонска проба и стварно беше прекрасно. Запознавме многу убави луѓе и супер си пројавме, да. Поинаку претпоставувам да се настапува на публика која што не е во Македонија, меѓународна публика, со какви печатоци вие се враќате отаму во однос на самата атмосфера на концертите? Позитивно бевме примени дефинитивно. И секогаш има некоја доза скептичност која се појавуваш на бина, слушаш од Македонија си, не те знаат. И на почетокот има малце некој ваков потег, како кои се овие што се, а после со текот на времето сваќа дека да, треба да бидеме доволно спонтани во моментот за да може да го изнудиме истото од другата страна. Иако не ни е прв пат да свириме во странство, посебно во Хрватска и Риека и Загреб, ова ни беше втор пат да свириме, да. втор пат, да. Но мора да бидеме доволно спонтани и доволно пуштени во моментот за да ги фатиме и да ги понесеме за рака, да. Ураган е новата песна. Колку време работевте на проектот? Како сте задоволни од првите реакции? Супер сме задоволни од првите реакции, дури да, се издаде со хрватска издавачка куќа и реакциите од таму се стварно прекрасни. Официјално го потпишавме договорот сега кога бевме таму. И да, се работеше колку 2 месеци го работевме? 3 месеци се напиша, беше експресно главно целиот процес. Го напишавме, одма го снимавме сакајќи да ја задржиме истата она нишка енергија која што ја го поттикна самото создавање на песната. А реакциите се стварно супер, дури она не очекувано толку да се супер. Гостувавме у Хрватско радио едно и толку прекрасно. Подпишавте договор исто така и со хрватската куќа Croatia Records, какво е досега од Интерстелар, се извинувам, во ред, но какви се во секој случај оние ваши договори во однос на настапи и на сето она што досега ново го имате од нив? Договорот се однесува исклучиво на новата музика и дистрибуцијата на истата, така што секој настап е, да, сме издале музика со хрватска издавачка куќа и од некој аспект ни е од интерес да настапуваме во Хрватска, но не е поврзано никако со издавачката куќа, сите тие. Млад бејт се, меѓутоа веќе во Македонија препознатлив, особено кај помладата генерација. Како вие успевате да го градите вашиот музички стил? Дали од почетокот, од првите песни по досега чувствувате некој притисок дека треба да се следи тренд или како што кажа и ти, во 2-3 месеци се спрема нова песна и сакате да го дадете тоа пошто сте карактеристични? Па не мислам дека следиме некој тренд, мислам повеќе само експресии, тоа што го чувствуваме во моментот. А знае ли да биде притисок некогаш? Работите и творите во време кога има социјални мрежи, кога најчесто дел од новите музички имиња пробуваат да бидат во топ 10 во тренд, дали тоа е нешто кое што целосно го избегнувате? Од креативен аспект не чувствуваме некој притисок, ама дефинитивно притисок за создавање нови видеа, постирање на социјалните мрежи. И многу голем дел е не само музички, туку и се останато. Музиката е само дел од целото искуство да се биде во бенд. Пробуваме да бидеме инфлуенсери на Инстаграм, така што не ни один баш најдобро, ама пробуваме, ги даваме сите напори за тоа. Од музички аспект само пробуваме да бидеме своји. И тоа да се препознае. Се надевам. И секако во Хрватска настапувавте, но имате ли можеби планови и за регионот? Има некои да се спрема да работи се во блиски днина. Се уште не е целосно дефинирано, ама се планира. Има идеи, се Хрватска работа, Србија ни е следна. Да, Србија. Има неколку проекти таму и се спрема нова музика, најверојатно. Дали јазикот може да биде бариера и колку всушност е, бидејќи нели на различни јазици зборуваме, но дали е поважна самата мелодија, музика, колку текстот ета го разбираат, не го разбираат,
нашите соседи? Па јас идеалистички би верувал дека јазикот е целосно секундарен на целата ситуација. Бидејќи настапуваме таму и најбитна е енергијата што ја носиме со нас и мислам дека музика таа е као медиум едно средство кое што ги проаѓа сите бариери и граници на јазик и такви ствари, исто као љубовта. Така што апсолутно енергијата најважна, нели? Апсолутно, да. И енергијата мислам дека многу добро ја сваќа, дури и после кога ќе прашаме после настап, разбравте нешто? Нешто разбра, нешто не разбра, но енергијата ја свати апсолутно, да. Што доаѓа после Ураган? Што подготвувате во моментов? Доаѓа музика, многу имаме нова музика спремна и се надеваме дека со истата ќе дојдеме пак тука. Не може нешто повеќе да се најави? Не знам дали можеме нешто поконкретно, ама се работи. За брзо ќе видите. Се работи, да. И да, се надеваме дека ќе се видиме за брзо со истата таа нова музика и со уште некоја турнеја. Вие сте неколку члена во тимот, како се држи во оној тимски дух? Предпоставувам секој има свој различен карактер. Бога ми, после 10 сати у кола пројдени, која што е отприлика 2 метри квадратни, тешко. Не, супер, се фркаме многу. Целата ситуација мора, не би издржале доколку не постоеше хумор, као. И се сакаме, доста се сакаме. Тоа на што ни најавивте е дека вредно работите и за брзо време во иднина ќе има нови проекти. Тука сме да ве поддржиме и да пренесеме се нешто ново работите, а исто така благодариме што и денеска бевте дел од Утринска. Се надевам следно можеби ќе ве пратиме кај Зорка Иване, тие се малку покасно да се донаспиете. Биле кај Зорка Иване, да. Супер се пројавивме и таму. Фала ви за поддршката и мислам дека стварно е потребно на новата сцена, ако може да се каже, ако ние веќе постоиме 5 години, твориме 5 години, така што фала ви за поддршката. Успеси понатака и се гледаме во други прилики секако.